Пробиштип Инфо се обидува да ги следи сите поголеми успеси на нашите сограѓани на било кој план, без разлика дали живеат во или надвор од Пробиштип или пак надвор од Македонија. Наша денешна гостинка е Марија Младенова, која што професионално се занимава со бодибилдинг, работи како фитнес инструктор и фотомодел. Марија моментално живее и работи во Кавадарци, а незиното кратко доаѓање во Пробиштип го користиме да си направиме муабет за плановите, успесите и се друго што е интересно за неа и незината работа. Но оваа успешна приказна да почнеме од почеток. Марија, здраво и добре дојде во Пробиштип Инфо. Добро ве најдов. Предпоставам дека приказната за бодибилдингот започна уште во Пробиштип. Можеш ли да се сетиш кога осозна дека овој спорт е вистинскиот за тебе, бидејќи некој бодибилдингот го сметаат за машки спорт, што јас лично не се согласувам. Епа вака, значи јас со овој спорт почнав да се бавам од 2018 година. Најпрво започнав да се бавам рекреативно, додека после една година започнав со професионално бавење. Мојата историја за бодибилдингот започна вака. Мартин Манасиевски од Пробиштип, исто и тој е такмичар како мене, многу пати ме пратеше од страна и велеше Мацо, вика, зошто вика ти не започнеш вика да се бавиш вика професионално, вика за тоа што имаш вика ти предиспозиции вика за овој спорт. И јас така си викам зошто стварно викам не почнам да се бавам викам професионално и така започнав да се спремам заедно со Мартин Манасиевски. И првиот натпревар на мене ми беше во 2018 година, кај што освои прво место во надржавно првенство во Скопје. Така, значи имаше натпреварување уште во Пробиштип додека Па да, значи на првиот натпревар испаднав од Пробиштип. Мене имаше Мартин Манасиевски, заедно со него поминавме доста многу тежок период, но сето тоа вредеше да се борам и тоа ми беше едноставно пат за уште поголем успех. Колку време ти требаше да го дефинираш телото како што е сега и да го имаш овој изглед? И по колку време тренираш дневно? За моменталната форма ми требаше цели 8 години, во која вежбав по 3 пати дневно и поминував доста многу тешки, интензивни тренинзи со доста многу строга диета, излавања, журки, сето тоа ми беше тргнато настрана, од кој последните 5 години се отргнав и од моето семејство, заминав во Кавадарци, за да го направам овој резултат и за да се борам уште повеќе. Предпоставам дека е доста тешко да се одржува оваа форма, но дали мислиш дека не си го постигнала посакуваниот изглед или тоа е врвот? Па да се навртам на назад пред 8 години, значи 2018, 2021, кај што ми беа надпреварите, не бев баш задоволна од формата. Моментално, кај што испаднев сега на Палео Класик, мислам дека го постигнав врвот, но верувам во себе дека можам уште повеќе и затоа продолжувам уште појако. Така. Нормално е дека кога професионално се занимаваш со овој спорт, дека има и надпревари каде сработеното се оценува и наградува. Ке ни кажеш ли каде се имаш надпреварувано и какви кои награди ги имаш освоено? Епа вака, 2018 година, како што напоменав во претходното прашање, испаднав во Скопје, освоив прво место во велнес категорија. 2021 испаднав државно исто во Скопје, кај што беа квалификации за Балканско првенство. Истата година испаднав во Романија на Балканско првенство, таму освоив 4-то место. Добар клас нам направив и сум задоволна од тој настап. Знам дека се подготвуваш за големо надпреварување во Словенија, светски шампионат во бодибилдинг. Ќе ни кажеш ли нешто повеќе за овој светски спортски настан и воедно како изгледаат овие подготовки за учество на ваков голем надпревар? Со мојот личен тренер Антонио Андоновски, значи продолживме после Палео Класик да се спремаме за надпревар кој што ми предстои на 21 октомври во Словенија.
На тој натпревар и не е баш лесно да се замине, бидејќи се работи за светско првенство, кај што ќе има од повеќе држави. Јас за овој натпревар да се спремам, за да продолжам да се спремам, ми треба уште повеќе сила и уште појака борба. Што значи дека јас станувам со бајле во 5 часот да правам кардио и после ми имам уште еден тренинг во 7 часот. Тренингите ми се многу поинтензивни, многу потешки, многу повеќе ми е строга исхраната. Добро, сега, значи, не може толку така секој да се пријави да учествува на светскиот шампионат. Па и не баш. Некои критериуми преклонно за да се пријави учествување? Па да. Значи мораш да бидеш во топ форма спремен за да можеш да заминеш там. Бидејќи сум во велнес категорија, морам да бидам доста многу спремна. Така. Спомнав и во најавата дека и твојата работна професија е поврзана со овој спорт, работејќи како фитнес инструктор. Да. Има ли доста љубители на бодибилдингот и рекреативниот фитнес во Кавадарци? Па вака, на рекреативен план има доста многу љубители, додека во Кавадарци на професионален план се уште нема. Така. Значи повеќето се рекреативни, се бават општо онака за своето здравје и да направат некоја си Интересот е фигура. голем. Да. Така. И сега уште едно прашање вака како за крај. Дали ова што го работиш е само спорт или стил на живот? А ова што го работам е стил на живот и свој начин на живот, кај што уживам да го правам своето тело, уживам да пазам на својата исхрана, бидејќи тоа е здраво за најпрвин за нашето здравје, а потоа и за нашиот изглед. Се осеќаш повеќе позитивно, повеќе енергично. Да. Едноставно го сакам тие спортски живот, бидејќи во себе носам спортски дух и свесно сум за тоа и затоа се борам и никогаш нема да се откажам од овој спорт. Марија, ти благодарам што одвои време да ги информираш нашите сограѓани за твоите професионални активности и ти посакувам навистина голем успех на предстојниот светски шампионат во бодибилдинг и се надевам дека можеби и ќе ни се јавиш со некои информации за постигнат успех од таму. Да, секако да. Уште еднаш ти посакувам многу среќа и успех. Благодарам.